Tell me about this event. خیلی خوشحالم که تو کشور شما هستم. Многу сум среќен што сум тука со овие луѓе во оваа земја, премногу природни луѓе, многу топли луѓе, добродушни. Искрено можам да кажам дека имам чувство како да не сум надвор од мојата земја и некако целата атмосфера ме врати во минатото, како кога сум бил дете, кога сите ме сакале, сите биле околу мене среќни и навистина преубаво се чувствувам тука. احساس میکردم که تمام Сите работи што се случуваат во светот, да кажеме како војни, како сите добри и лоши работи, ме натера на тоа да помислам зашто во овој свет другарството толку кратко трае. Другарството во секоја смисла. Затоа ме натера да мислам на тоа како да направам нешто, до каква појдовна точка да дојдам, за тоа да се смени, за некако подлабоко да влеземе во тие теми. Гледајќи го системот во кој живееме, каква е нашата свест? ببینید سطح آگاهی مردم Големи фактори играат улога за тоа, од кои можеме да кажеме една од страниците историјата на човештвото. Историјата на човечкото доста влијае во тоа, во моментот у каква состојба се наоѓаме, затоа сега пробуваме да најдеме начин за како да делуваме на тоа. Зошто баш 25 јули како еден ден кој е многу значаен во мајанскиот календар? ببینید علتش اینه که Видете, искрено, многу случајно се запознавме со некои луѓе од тука, што после некое време разбравме дека имаме многу заеднички точки. И од таму започна се со тоа што помисливме како можеме некако сите тие општества, тие граѓански врски, како можеме некако да ги зближиме, како тие сите нации некако да ги зближиме и се да биде некако да кажам, поблиско. Ќе ви благодарам многу. Сакам да ни каже една крајна порака. ببین اون چرا که خیلی مهمه در مورد این پیام این که Тоа што сакам да кажам како порака е што многу е битно ние луѓето како луѓе што мислиме да кажам во умот, бидејќи тоа што ќе го помислиме ние може големи влијанија да има на нас и затоа треба многу да пазиме што мислиме, тоа може да не доведе до многу далеко и во добра насока и во лоша, да кажам.